Регионални вести за 4 јануари 2017 година. Годината која измина беше фатална за 13 лица, кои животите ги загубија во 11 сообраќајни несреќи. Црните бројки на секторот за внатрешни работи Тетово говорат за зголемен број на сообраќајки во споредба со претходната 2015 година. Секторот за внатрешни работи Тетово преку загрижувачки бројки укажува на сообраќајните трагедии случајни минатата година на подрачјето што го покрива. Според него во 2016 година се случиле повеќе сообраќајни несреќи во споредба со претходната 2015. Минатата година во Тетово и Тетовско, односно на пошироките тетовски простори, вкупно регистрирани се 802 сообраќајни несреќи, односно 61 повеќе во споредба со претходната 2015 година. Или искажано во проценти, зголемувањето изнесува 8,2%. Но она што е посебно загрижувачко е двојно поголемиот број на загинати лица во несреќите. Имено лани во 11 несреќи животот трагично го загубиле 13 лица, за разлика од претходната 2015 година, кога бројот на загинатите изнесувал 7. Најголемиот број од минатогодишните сообраќајни несреќи повторно се случиле на тетовските улици, а бројот изнесува 372. Потоа на регионалните патни правци Тетово-Пирок, Тетово-Волковија, автопатот Гостивар-Тетово-Скопје и регионалниот пат Тетово-Скопје. Најчеста причина за ланските сообраќајни несреќи и натаму е неприлагодената брзина, односно пребрзото возење. Според Јосифовски најкритичен ден е вторник, додека најмногу несреќи регистрирани се во периодот од 14 до 16 часот. Во овој период, односно минатата година, 90 несреќи ги предизвикале животни, претежно кучиња бездомници, евидентирани исто така се и 118 излетувања од коловоз, пред се како последица на неприлагодена брзина, додека во 72 несреќи учествувале пешаци. Најчеста причина за несреќите со учесници пешаци е недавање предност од возачите или невнимателно преминување на улиците, посебно од малолетни деца. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информација за пронајдена почината жена во стан во Тетово, во кој времено престојувала сама. Косовски државјанин пријавил кражба на пари и повеќе технички уреди од автомобил паркиран пред трговски центар во Тетово. Вчера околу 15 часот во стан на улица 180 во Тетово, во кој времено престојувала сама, пронајдена е почината 64 годишна тетовка. Ја пронашла собственичката на станот и веднаш пријавила во полициската станица Тетово. Јавен обвинител, екипа од секторот за внатрешни работи Тетово и лекар по судска медицина извршиле комплетен увид, при што на безживотното тело на тетовката не биле констатирани траги на насилство. По наредба на јавен обвинител ќе се врши обдукција за да се утврдат причините за нејзината смрт. Инаку тетовката подолго време имала нарушено здравје. 41 годишник од Приштина, Република Косово, вчера вечер околу 20 часот и 30 минути пријавил кражба во неговото возило Ford Galaxy со косовски таблици, кое попладнето го има оставено на паркинг пред трговски центар во Тетово. На неутврден начин од возилото било одземено лаптоп со чанта, женска чанта со 400 евра, таблет, мобилен телефон, паричник со негови лични документи на неговата сопруга, како и куфер со детска облека за скијање, а чија вкупна вредност се проценува на 91.500 денари. Што се е одземено од возилото, 41-годишникот забележал кога се упатил кон Попова шапка. Кражбата е фотодокументирана и се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите, информираат од тетовската полиција. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информацијата за сообраќајна незгода на улица Илинденска во Тетово, случајна вчера вечер околу 21:30 часот, во која учествувале патничко возило Пасат со тетовски регистерски таблици, управувано од 21-годишник од Шипковица, а во кое се наоѓале уште две лица од истото село и 58-годишен пешак од Тетово. Во незгодата, односно од удирањето, пешакот задобил телесни повреди и со Пасатот бил пренесен во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош пуштен е на домашно лекување. Извршен е увид и се утврдува причината, околностите во кои се случила
случила несреќата и се друго. Првично причина е недавање предност на пешакот. Во текот на изминатата ноќ на поширокото гостиварско подрачје врнеше снег и се формира тенка снежна покривка. Снегот засега не предизвика поголеми проблеми, но со оглед на најавите за нови врнежи и многу студено време, надлежните се координираат за интервенции на терен. Првите снежни врнежи кои преку изминатата ноќ го зафатија гостиварскиот регион не создадоа некои поголеми проблеми. Снегот не се задржа на коловозите и сообраќајот на сите патни правци во Гостиварско засега се одвива без застои во зимски услови. Најавите на синоптичарите за екстремно ниски температури и нови врнежи наредните денови ги мобилизираа надлежните. Од Дирекцијата за заштита и спасување во Гостивар велат дека во текот на денот оствариле контакти со трите локални самоуправи на подрачјето – Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше, заради координација и планирање на интервенции на терен кога ќе се јави потреба. Сега за сега имаме најава дека нема некои поголеми проблеми, бидејќи врнежите се уште се во со помал интензитет. Фирмите, сите три општини имаа склучено договор за зимско одржување со фирми. Локалната самоуправа Гостивар има со Магнум склучено, Врапчиште има со 2 фирми склучено и Маврово Ростуше како општина има склучено договор со една фирма. Стапивме во контакти со раководителот на Македонија Пат, исто тие се опремени со сол, ризва и со потребната механизација. Во досегашната пракса, во поранешните години, највише проблеми се јавува во планинските населени места, меѓутоа, кога има потреба и ние како Дирекција за заштита и спасување активно се вклучуваме во расчистување на снежните врнежи, како со механизација, така и со људство. Секторот за внатрешни работи апелира возачите да го прилагодат возењето според условите на патот и задолжително да користат зимска опрема, особено надвор од градските средини. Од утре се најавува многу студено време проследено со снег и ветер. Управувачкиот комитет за кризи во таа насока излезе со препораки, меѓу кои формирање на кризни штабови во општините и подигнување на подготвеност во случај на проблеми со водоснабдувањето и со струјата. Препораки за заштита на здравјето во услови на студ и снег дадоа и од Центарот за јавно здравје во Тетово. Оттаму советуваат да се користи слоевита комотна топла облека и соодветни обувки, да се конзумираат поголеми количества топли засладени напитоци, а да се избегнуваат пијалоци со кофеин и алкохол, да не се излегува надвор освен ако не е неопходно и да се внимава на лизгавите површини. Препораките особено се однесуваат на ранливите групи граѓани, малите деца, постарите лица, оние кои работат на отворено, хронично болните и социјално загрозени. Статусот на вработените во Југохром и во новата година останува ист. Тие се уште се водат на принуден одмор. Од синдикатот на Југохром велат дека за судбината на работниците се уште се преговара со менаџерскиот тим на комбинатот. Вработените од Југохром се уште се на принуден одмор за нивниот понатамошен статус. Синдикатот преговара со раководството на комбинатот. На работниците им се исплатени платите, а денеска и љутре се очекува да им се исплати регресот за годишниот одмор К15, изјави од синдикатот. Оттаму очекуваат позитивен одговор од менаџерскиот тим за понатамошната судбина на работниците. Од раководството на Југохром велат дека и покрија неработењето на комбинатот. Те и натаму работат на изградба на филтер станицата, проект кој очекува до крајот на годинава целосно да го завршат. После новогодишните празници Југохром Алгарв продолжува со интензивно да работи, на полето на имплементацијата на системот за опрашување. Малку не дотекнаа временските услови овој период кога е поладно. Не можеме ништо да вршиме некои градежни активности, меѓутоа се надеваме дека во наредните 10 дена ќе го финализираме комплетниот бетонски фундамент на погонот за опрашување број 2. Од менаџерскиот тим на Југохром очекуваат позитивен одговор од второстепената владина комисија, докаде имаат поднесено барање за повторно отворање на комбинатот, што во услови кога би работела фабриката како што велат, би се забрзал процесот на изградба на филтер станицата.
Комбинатот Југохром беше затворен на почетокот од месец ноември минатата година, откако инспекторатот за животна средина донесе одлука Југохром повеќе да не работи, затоа што него испочитува последниот рок за изградба на филтер станица. Од раководството на комбинатот истакна дека станицата не успееле да ја завршат во предвидениот рок од 2 години, затоа што постапката за добивање на дозвола за градба била сложена и за да ја добијат чекале повеќе од 20 месеци. По затворањето на фабриката, 720 лица останаа без работа. Неколку проекти кои се однесуваат на Тетовскиот регион, најави денес пратеникот на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев. ВМРО ДПМН во новиот мандат, кој што го доби, кој што го заслужи со победата од граѓаните, ќе направи големи вложувања во ски центарот Попова шапка. Вложувањата се веќе почнати, значи таму имаме веќе до половина изградена нова жичара, која што ќе биде најсовремена во регионот, но која што треба да се доврши. Исто така ќе имаме целосна реконструкција, односно нов асфалт од Тетово до Попова шапка, понатаму паркинг за 200 возила, систем за вештачки снег кој што ќе овозможи скијање во оние посушни периоди и продолжување на сезоната и цела низа на други проекти кои што од Попова шапка ќе направат еден современ и примамлив ски центар и за Тетово, и за регионот, и за Македонија. Понатаму при крај е изградбата на КП домот во село Волковија, тоа е голем проект. Во тој дел, значи 90% од работите се веќе завршени, остануваат уште околу 10%, значи водоводот и канализацијата во самиот објект. Понатаму исто така предвидуваме и градинки во сите општини во овој северозападен дел на Република Македонија и во сите општини во Република Македонија. Поголем број на спортски сали, околу 15 локални улици, значи асфалтирање на локални улици кои што се потреба на граѓаните и цела низа на други проекти, заклучно со гасификацијата. Деца и младинци од Тетово во петок со Бадникова литија ќе го навестат Христовото раѓање Божиќ. Поворката ќе тргне од предсоборниот храм Свети Кирил и Методи во 11 часот и ќе минува низ главните тетовски улици. Во петок на 6 јануари за прв пат во Тетово деца и младенци со Бадникова литија со пеење на песната Вечниот Бог ќе го навестат Христовото раѓање Божиќ. Поворката ќе тргне од предсоборниот храм Свети Кирил и Методи во 11 часот и ќе минува низ главните тетовски улици. До сега 60 дечиња го најавиле своето присуство, а на самиот ден кон поворката ќе се приклучат и дечиња од Брвеница. Јас сум Евангелија Милосавлевска и сакам да учествувам во оваа литија, бидејќи достојно да го испочитуваме и најавиме Божик со пригодни богоугодни песни, испеани во музичка придружба, наменети за светло славенско најавување на радосниот празник на Богомладенецот на Бадник од децата коледарчиња, кои во помали групи, одејќи од куќа на куќа, ги пеат во еден глас. Песната од пред врата ги повикува домакините да излезат и да го примат поздравот на малите благовесници со Христос се роди. Навистина се роди и да ги даруваат дечињата со пригодни обичајни подароци. Иницијативата е покрената за да се воспостави традиција на православно чествување на празникот Бадник, наместо досегашниот пагански обичај на посета на домовите и пеење на народни коледарски песни. Како што велат иницијаторите, време е да се напушти суеверието и неприличното празнично сквернавење, палењето коледарски огнови, опивањето и пеењето песни со непристојни содржини. Имено црквата налага достојно да се најави Божиќ со пригодни богоугодни песни, а дечињата како ангели да се појават на вратите и со радост да благовестат за раѓањето на Спасителот, а потоа семејствата да се соберат на заедничка постна пригодна Бадникова трпеза. Утре во манастирскиот комплекс на Попова шапка ќе се прославува патрониот празник Свети Наум Охридски чудотворец. Во месец јануари, православната црква одбележува повеќе поголеми празници.
Празнувањата започнуваат во четврток на 5 јануари, со чествување на празникот посветен на Свети Наум Охридски чудотворец. Во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка, со почеток во 10 часот, неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф ќе отслужи света божествена архирејска литургија. На светата литургија ќе пее реномираниот женски младински хор Менада од Тетово под диригентство на маестро доктор Ивица Зориќ. За сите верници кои ќе присуствуваат на ова патронско чествување, предвиден е бесплатен ручек и организиран превоз по цена од 100 динари во двата правца. Поаѓањето е во 8 часот од пред Центарот за култура во Тетово. По повод празникот Бадник Коледе, во петок на 6 јануари, во соборниот храм Свети Кирил и Методи ќе се отслужи утрена со царски часови и света архирејска литургија на Свети Василий Велики. Во 16 часот ќе се одржи традиционалниот божиќен концерт во изведба на реномираниот женски младински хор Менада од Тетово под диригентство на маестро доктор Ивица Зориќ, а веднаш потоа ќе бидат осветени бадниковите гранчиња од страна на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи со утрена богослужба и литургија на Свети Јован Златоуст на 7 јануари и вечерна богослужба во 16 часот ќе биде одбележан еден од најголемите христијански празници, Христовото раѓање Божиќ. И на вториот и третиот ден Божиќ ќе се служи утрена и света литургија на Свети Јован Златоуст. Празнувањата продолжуваат на 13 јануари, кога во црквата Свети Кирил и Методи ќе се служи мало бдение со почеток во 21 часот по повод православна нова година. Пред полноќ ќе бидат благословени кумските колачи, кои ќе се поделат на верниците. Наредниот ден на Василица, со почеток во 7 часот и 30 минути во црквата Свети Кирил Методи ќе биде служена света литургија, додека вечерта во 16 часот воскресна вечерна. На 18 јануари православните христијани го чествуваат Водокрст. Наредниот ден е Свето Богојавление Водици. Ден по него православните христијани го слават соборот на Свети Јован Крстител. Месец јануари завршува со чествување на празникот Свети Атанаси Велики. Како идеално место за шопинг, забава и уживање, вака трговскиот центар Палма Мол во Тетово го привлекува вниманието на посетителите. Овој период на потрошувачите им овозможува вистинска празнична магија. Како дворец од бајките, вака овој период изгледа трговскиот центар Палма Мол во Тетово, осветлен со илјадници сијалички, украсен со светлички завеси, новогодишна елка, звездено небо од светулки и неизбежниот Дедо Мраз. На овој начин трговскиот центар Палма Мол на сите посетители им овозможува да ја почувствуваат новогодишната магија. Деновиве Палма Мол е преплавен од голем број потрошувачи, кои освен што купуваат, тие и уживаат во празничната атмосфера. Разубавениот Палма Мол им го привлекува вниманието на сите. Овој период таму доаѓаат потрошувачи од Тетово, Гостивар, Скопје, а да пазаруваат доаѓаат и печалбарите, кои овој период по повод новогодишните празници се во родниот крај. Широка понуда на производи, со цени пристапни до сечи джеп. На овој начин Палма Мол овозможува идеален шопинг за сите. Дали често доаѓате тука во Палма Мол? Да, често доаѓам. Ви се допаѓа? Да. Сега за нова година како е украсено? Од прошлата година 100 пати е подобро. Многу е подобро. Вие сте од Тетово? Да, тука живеам, многу близко. Затоа и често доаѓам. Што се однесува до производите кои што се продаваат, до цените, ви одговараат? Не одговара, да кажем правилно. Не одговара. Од Тетово сте вие? Да, од Тетово. Дали прв пат доаѓате тука во Палма? Не, често пати доаѓам овде, бидејќи навистина посебно сега за нова година го направи, навистина добро го направи. Ви се допаѓа ли амбиентот сега? Многу, многу. Многу, навистина многу. Од Тетово сте? Не, од Гостивар. Ви се допаѓа? Да, многу. Сега како е украсено? Добро, супер, убаво. Што се однесува до понудата на производи, цените ви одговараат? Цените се добро, по стандардот добро, све регуларно добро. Од каде сте? Од Гостивар. Така, сретнавме многу гостиварчани кои што вечерва дошле тука. Ви се допаѓа ли амбиентот, како е украсено?
тука е добро е. Што се однесува до понудата на производи и цените, ви одговараат? Да. Не, сум бил почест тука. Ви се допаѓа ли тука сега новогодишно како е украсено? Многу убаво. Тетово сте инаку? Тетово сум, да. Што ќе кажете во однос на понудата на производи, за цените, одговараат на сечи джеп, може да се најде се што се бара? Од се може да се најде помалку. И за сиромавни, и за богати. Кој колку има, толку. Од каде сте? Од Гостивар. Ви се допаѓа тука? Многу. Сега како е украсено? Убаво. Понуда има широка? Убаво. Посетете го Палма Мол, уживајте во шопингот, но и во празничната магија. Државната комисија за спречување корупција денеска на јавна седница ги одби како неосновани сите приговори на СДСМ што се однесуваа на незаконски вработувања во неколку државни институции во предизборниот период. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку својот представник Стевица Јосифовски до Државната комисија за спречување корупција поднесе 4 приговори за вработување во Министерството за правда, односно за избор на 6 нотари во Македонска пошта, Театарот за деца и младинци и против ВМРО ДПМН за поставување камен темелник за изградба на детска градинка во селото Зрновци во изборниот период. Според антикорупцијска комисија, приговорите се одбиваат бидејќи од Министерството за правда добиле известување дека се уште немаат донесено решение за избор на 6 нотари, а од Македонска пошта известиле дека не вработиле шалтерски работник бидејќи постапката била прекината. Од Театарот за деца и младинци, пак Државната комисија за спречување корупција добила известување дека двајцата актери што требало да се вработат не се примени на работа иако за нив биле обезбедени финансии за тековната година. Од овие институции навеле дека вработувањата биле итни поради заминување во пензија, смрт или престанување на работен однос по барање на работникот. Во врска со поставувањето камен темелник на градинка во Зрновци, Државната комисија за спречување корупција го одби приговорот бидејќи од општината биле известени дека градежни активности биле почнати, но не бил поставен камен темелник. До антикорупцијската комисија приговор во врска со вработување во Агенцијата за вработување поднесе и Наталија Белчевска од Валандова. Државната комисија за спречување корупција го одби и овој приговор, затоа што од Агенцијата за вработување добиле образложение дека тие се предвидени со буџетот за 2016 година. Турската полиција ги блокирала патиштата во регионот на градот Киркларели, што водат кон турско-бугарската граница за да ја спречат можноста на паѓачот од новогодишната ноќ во клубот Рејна во Истанбул да избега преку Бугарија во Европа. На сите излези и влезови што водат до градот се распоредени специјални полициски тимови кои ги претресуваат сите патници. Турските медиуми јавија дека припадници на специјалните единици за борба против тероризмот се распоредени на повеќе локации во регионот, а поставени се и заседи на патиштата. Израелски војник кој беше снимен како отвара оган кон ранет палестински напаѓач откако тој веќе беше разоружен, беше прогласен за виновен за убиство без предумисла. Судиите не ги зедоа предвид аргументите на одбраната, која заклучи дека неспорно е оти истрелот на војникот го убил 21-годишниот палестинец и додаде дека тој загинал непотребно. Денешното судско рочиште привлече големо внимание во Израел и стотици лица се собраа за да протестираат пред судот за поддршка на обвинетиот. Израелскиот министер за одбрана ја означи пресудата како тешка и изрази несогласување со неа, но ја повика јавноста да ја прифати. Новиот генерален секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш нагласи денеска дека не е чудотворец и оти времињата се многу тешки. Сметам дека е потребно да се каже дека не постојат чуда и сигурен сум дека не сум волшебник, изјави Гутереш, кој од 1 јануари го замени Бан Ки Мун од функцијата генерален секретар на Обединетите нации. Тој признава дека Обединетите нации го намалило страдањето на одделни народи, но не успева се уште да спречи и разрешава конфликти.
Постои голем отпор, многу скептицизам во различни делови од светот за улогата која може да ја има Обединетите нации. Треба да сме способни да ги признаеме своите грешки и неуспеси, наведе тој пред дипломатите и вработените во централата на Обединетите нации. Тој ги повика да работат колективно за промени, реформи и подобрување на работата на Обединетите нации и надминување на оковите на бирократијата. Републиканските законодавци во представничкиот дом го откажаа планот за одземање на независноста на етичко тело на денот кога започна со работа новиот Конгрес, само неколку часа откако новоизбраниот претседател на САД Доналд Трамп ги нападна нивните напори. Со сето ова Конгресот треба да продолжи со работа. Дали навистина треба да се ослаби независното етичко тело, колку и да изгледа нефер. Ова е нивниот прв акт и приоритет, рече Трамп во Твитер порака, откако републиканските законодавци се сретнаа зад затворени врати за да ја стават етичката комисија под нивна контрола, преку етичката комисија на представничкиот дом. Трамп кажа дека законодавците треба да се фокусираат на реформа на даноците, здравствена заштита и многу други нешта од поголемо значење и ги повика да го исушат мочуриштето на дилерите на влијание во Вашингтон. Лидерите на представничкиот дом ги откажаа етичките промени, откако Трамп, демократите и надворешните групи го нападнаа предлогот. Пекинг го вклучи црвениот аларм поради загадувањето на воздухот. Градот се задуши во смог, а видливост е намалена дури до 50 метри, што предизвика прекин во сообраќајот и затворање на сите главни автопатишта. Густа магла ги примора властите на ригорозни мерки. Наутро имавме појава на врнежи од снег во западните и северните делови, а преку денот беше променливо облачно со слаб јужен ветер. Утринските температури се движе од -1 до 1, а дневните од 2 до 4 степени. Утре не очекува облачно време со врнежи од снег, најпрво во северните и западните, а до крајот на денот и во останатите делови од земјава. Попладне ќе дува засилен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -2 до 0, а дневните од 1 до 5 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!